Објавувате првата игра и во рок од 3 месеци таа игра има преку 60 милиони инсталации. Да, и играта веќе од првиот ден кога беше објавена, знаеме дека е инстант хит. Здраво дечки, денес ќе се дружиме со Наум Михайловски. Наум е еден од основачите и извршен директор на Furious Avocado. Furious Avocado е едно од најуспешните студија за развивање мобилни игри во Македонија. Он во епизодава споделува како малиот тим на Furious Avocado има навлезено во оваа хиперкомпетитивна индустрија и со само првата нивна игра има постигнато светски хит. Односно нивната игра Tie Dye во само 3 месеци од нејзиното објавување има постигнато 60 милиони инсталации. А сега, 2 години по нејзиното објавување, играта има скоро 200 милиони инсталации. Тоа се ненормални бројки на светско ниво, а па не само за Македонија. Така што епизода ми беше екстремно интересна и корисна и се надевам што ќе ви биде на вас. Ти го формира Furious Avocado почеток на 2020, така? Да, ние. Вие со колку се основачи? 6. 6 луѓе сте. Да. 6 луѓе што у принцип ова информативно се збориме така. 6 луѓе у принцип што го прават кор тимот, значи тој сам кор тимот основачи е доволен сам да продуцира игра. Тој тим има направено Tie Dye. Во принцип. 2 програмери, 2 гейм дизајнери и 2 артисти. И пред да влезем во Tie Dye, како го дефинирате Furious Avocado? Indie Game Development Studio. Тоа значи на англиски, апсолутно тоа би било. Да. Indie game. Да, зашто Што значи тоа indie значи independent, значи независно. Да. Game Development Studio значи сте независно студио за развој на игри, не. Во принцип тоа е тоа зашто ние имаме тргнато без никаква инвестиција. И што значи инди делот, која е разликата помеѓу инди и не инди, односно индепендент, независно и друг тип на development студио? Не знам сега реска линија како тоа баш најконкретно би се дефинирало, а индепендент е, значи имаме тргнато без никаква инвестиција позади нас. Значи студио што нема никаков bootstrapping од надворешни инвеститори. Добро. И што е независно, значи у своето функционирање, значи ние независиме моментално, ние соработуваме со паблишери кои што ги објавуваат нашите игри, ама независиме од нив, значи нашата соработка, нашата креативна слобода не е никако ограничена. Тоа не си го само мацам микрофон. Да, или нели, типот на проектите на кои работиме. Океј. Или воопшто проектите. Значи почеток на 2020 вие почнувате нели официјално? Буквално почеток, да, 15 јануари. Да. Пред корона. Објавувате првата игра па веќе крај на јуни. Крај на јуни. Да. И во рок од 3 месеци таа игра има преку 60 милиони инсталации. Да, и играта веќе од првиот ден кога беше објавена, знаеме дека е инстант хит. Според бројките што гледаме, значи за неколку дена достига прво место у 40 земји на светот. Ај број на даунлоуд. Пред да влеземе на тоа, што беше играта? Може да опишеш на кратки црти? Да, таа е игра, симулацијска, hyper casual игра. За мобилни игри. За мобилни, да. Уреди која се бави со трендот на Tie Dye, кој е присутен нели уште од хипи ерата, па во 90-ти преку техно културата доживува ревајвал. Тоа е начин на креирање на облека, односно боење на облека, што дава нели многу можност за креативно изразување. Мислам присутен е како тренд уште после сите овие години ни сите предавници. Ако прошетаме наоколу и у принцип е тренд што е DIY, do it yourself. Да. Така да играта е инспирирана од самиот тренд, ама понатака па самата игра инспирира цел тренд, кој што има видено корисници на играта при YouTube видеа кои што покушаваат да ги се обидува да ги рекреираат дизајните што ги имаме ние во играта, зашто не сите дизајни се 100% верни на она што е оние што се иконик дизајни се верни на самиот тренд, ама друго е нели мора да имаме начин како да ја прошириме играта и без нешто што е присутно во днешниот свет. Тоа 60 милиони у 3 месеци посебно за прва игра е се луди бројки, така? За било која игра е лудил. Да. За 10-та игра е лудил. Што беше, имаш ти, кажи го гледајќи на назад, идентификувано што беше клучен момент или серија на клучни моменти, дали беше среќа, имаше некоја групирала неколку фактори, што точно може да идентификуваш ти што беше тоа што? Да, тука се работи за нели серија или кохезија на неколку фактори, дефинитивно. Прво е самиот тренд моден, што е многу битен за оваков успех. Тајминг. Тајмингот, да.
потоа на тој тренд ние налепивме одлична игра. Значи, го разбравме, иако сме нови во hyper casual делот, ние како професионалци имаме делувано во casual и midcore дел од индустријата, сме работеле на многу посериозни, да кажеме, проекти кои што бараат многу долгорочна временска инвестиција. Ама го разбравме некако брзо и налепивме на тоа добра игра, што резонираше едноставно кој публиката. А зашто велам дека го разбравме многу тој простор? Разбравме дека една оваква игра треба на играчот да му даде креативна слобода. За буквално креативен израз. Во тој момент, кога тај излезе на пазарот, сите симулацијски игри од сличен тип има еден многу подруг пристап кој што е многу поригорозен и повеќе го казнува играчот или го лимитира. Или сите оние декоративни елементи кои што се достапни на играчот во играта, некако етапно стануваат достапни со цел нели играчот повеќе да се задржи во играта. Ние тргнавме еден друг пристап. Да тај му возбуди на играчот од почетокот сама огромна креативна слобода, кај што нема некакви лимитации во погледот на бои или декоративни нели нешта што може да ги користи во играта и тоа резонираше феноменално со публиката. Претпоставам тука вие објавивте играта преку објавувач, паблишер, така? Апсолутно, да. Crazy Labs што има, мислам дека канцелари, што израелска фирма се тие? Па Crazy Labs е израелска фирма, они се нели базирани во Тел Авив, а имаат канцелари во Македонија, во Кина и во Србија и Украина. Се огромна интернационална фирма. Се работи за третиот најдобар издавач во светот за оваков тип на игри. Кои се другите да? Број 1 се Voodoo, број 2 се Lion, има повеќе од 40 издавачи, значи во светот кои што се бават со издавање на ваков тип на игри и буквално после тај сите ни имаат контактирано и со мал дел од нив, пошто сега можеме да бираме, имаме соработувано, например, со Voodoo ни се случи втората игра што ја објавивме, Candlecraft. Интересно. И каква улога имаше? Зашто мене фасцинантно ми е тоа, ја би сакал да влеземе многу поише во тоа, нели, целиот бизнис аспект и економски аспект на објавување на игри, затоа што не е само можеби кон некои што мислат што немаат многу искуство, сакаат да објават игра, ајде ќе искуцам, ќе потрошам неколку месеци глава доле, може година дена ќе направам перфектната игра, ќе објавам и врз база на тоа дали ми е добра играта или не, ќе успее. Не е тоа баш така. Не е воопшто така. Ја мислам дека ние како студио преку прототипите што ги имаме тестирано, дека имаме направено многу подобри прототипи од тај и многу подобри игри, потенцијал за подобри игри, но подобра игра не значи маркетабилна игра. Како оценуваш дека играта е подобра? Поинтересна? Подобра од геймерски аспект, да, поинтересна игра која има поголема длабина, поголема игривост, да кажеме, нели? Ама првиот препрека што мора да се помине е маркетабилност. Че ако играта нема маркетабилност, нема поента да се развива понатака. Значи ќе имаш одличен продукт кој нема да монетизира и само си потрошил време на тоа. Целата поента ние како тргнавме во оваа приказна тргнавме буквално од бизнис аспектот. Ние сме сите пасионирани геймери, хардкор геймери. Ја сега играм уште World of Warcraft, онака, најпасионирано со рейдање на мити контент. Ама не правим игри за нас. Правим игри за публика што може да не етаблираат од бизнис аспект, од финансиски аспект, да ни осигурат финансиска стабилност, долгорочност, можност за растење, па ќе дојде моментот кога ќе правиме игри што ние ги сакаме да ги играме. Ама тоа е уште луксус. Како работи тоа партнерство помеѓу девелопмент студиото и објавувачот? Например, пристапуваш со идеја или кажуваш ние сме овој тим, ни треба покритене, не знам, година дена да развиваме прототипи, кога ќе се договориме со прототип што одговара или ќе го тестираме, ќе го објавиме, па процент, како се тоа може ли да навлезеш? Многу ми е интересно тој момент. Апсолутно да. Значи, многу едноставно почнува прво со контакт со паблишерот, кај што они ќе ви представат на кој начин работат, они на кој начин тестираат и која динамика на продукција очекуваат од вас. Значи, ние тргаме како анонимно студио, квалитетно, но анонимно студио. Сега ние го имавме тој луксус да ја имав претходно поминато 2 години во Crazy Labs како креативен продуцент. Тоа беше на синтеза на гейм дизајнер и продуцент за игри. Така да од тој аспект Crazy Labs нас не ни беа непознати и ние не им бевме непознати на нив.
ама никој нема да ви даде джокер да влезете директно да со некаква инвестиција. Они го нарекуваат тоа pay prototype модел или pay per month модел. На почетокот поддршката финансиска е минимална од страна на издавачот, дур не види со какво студио соработува, зашто и они се пазат, нели имаат соработка со секакви тимови од целиот свет. После 2 месеци, да кажеме, како почнавме. Што значи во тие 2 месеци, извини, не конкретно може за вашата ситуација без да навалагаш? Значи, ама се случува ли паблишерот или објавувачот да покрие трошоците на девелопмент студиото, така работи или минимално некое покривање има на почетокот кое што е paper прототип, да кажеме, што се движи во некои си рамки од зависно до кај ќе стигнете со тестот од 500 до 3000 евра, што да покриеш трошоци за канцеларија, кафе и слично, не е нешто што може да обезбеди екзистенција. Но после неколку месеци може да понуди издавачот, тоа веќе не е толку честа пракса, беше пред 2 години, сега полека со трансформација на индустријата малце мигрирати од тој модел, издавачите може да понудат месечна поддршка поголема од тоа што ќе покрие, да кажеме, некоја сума на средства која може да соодветства на, не знам, покривање на некои примерни плати за да се живее така, ама сето тоа е recoupable онда. Тоа е веќе pay per month модел, кај што се обврзува студиото да испорачува одреден број на прототипи на месечно ниво, за возраст добива финансиска поддршка, од која може да живее студиото, но со доаѓање до првата издадена игра, првите средства што ќе ги генерира играта, одат прво кон повраќање на издавачот на тие средства што ги има вложено во студиото, па дури потоа почнува profit share делот. Тоа е во принцип не е ништо ново, тоа е како функционира индустријава наназад, не знам, 40 години. Тоа е тој стандарден модел, дури Sony да инвестира во студио, тоа е инвестицијата во принцип. Recoupable инвестиција, да инвестира Sony во некој студио пола милион или $1,000,000 за да се продуцира одредена игра, играта која ќе стане, ќе биде објавена, се враќаат парите прво кон издавачот, па потоа тој момент се вели дека играта станува профитабилна, откако е повратен целиот влог од издавачот. Тој profit sharing од кога ќе се врати инвестицијата? Кој е стандардно во индустријата меѓу објавувач и девелопмент студио? Се зависи од репутацијата на студиото и стандардите кои ги има поставено издавачот, се движи од 30 до 50%. Ретки издавачи како Lion Studios нудат само 20%, базирано на 20% за нив. Не, помалиот процент за девелоперот. Значи објавувачите земаат повеќе. Да. Па на пример во PC индустријата стандардниот profit share модел е 70-30. 70 за издавачот. Сега self-publishingот, нели, преку Steam платформа е друг. 30 ќе земе Steam, 70 се за девелоперот, тој што ја пласира играта. Тука се движи од 30 до 50 за студиото. Да. Lion Studios, на пример, базирано на своја репутација, нудат само 20%, што е тотален rip-off и се базира на плячкање, да кажеме, на студија што се нови не знаат. И тоа претпоставам исто така, тоа е од кога ќе земе 30% Apple или Google на нивните платформи, така? Апсолутно, не збориме сега за откако ќе дојдат чисти средства во нели на сметка на издавачот, од тука дел почнува профичерот. Секако тие претходно катови, да, си се тука и си постојат. Да. Значи од 20 до 50%. 20 до 50 за студиото. Да, 20 е исклучок, 50 е исклучок, стандардни се 30 до 40. Зависи студиото, мислам Furious Avocado е во ситуација за да има најдобар договор што може. Okay. И сега, например, во ситуацијата вие која што сте, или може не вие, ама значи обично девелоперот си го покрива трошокот за развивање и за тестирање и обично што нуди тогаш објавувачот ако не покрие трошоците за развивање? Па објавувачот нуди експертиза, видеопродукција и финансиска моќ за да го пласира продуктот на пазар. Значи за тај да доде до профитот кој што го има сега, издавачот има инвестирано 10-кратно повеќе од тоа. Зашто целава индустрија, hyper casual индустријата работи со многу мали маргини на заработка. Помали од неколку центи. Тоа значи дека маркетинг кампања цело време треба да се пушта. Маркетинг кампања доколку не постои, пази, ова не се игри кои што како PC игри може да постојат, знаеш, органски да створат публика. Мислам, да, има органски
дел што ќе дојде од публиката во играта, но тоа е многу мал процент за разлика од луѓе кои што се носат преку реклами. И тоа е главната форма на маркетирање на играта. Дали преку социјалните мрежи, дали преку медијатските платформи кои што ги гледаме нели во игрите, кога ќе ти се сервира реклама помеѓу нивоа и слично, ќе те привлече. Че тука е целата експертиза на издавачот да пласира реклами, за тај месечно се произведуваат повеќе од 40 различни реклами за да во неколку месеци една од тие стане подобра од претходната што ја продава играта, за да тие реклами привлечат нели играчи. И тогаш се мери од колку прикажување на реклама, колку кликови ќе се делат. Ќе се добијат за да се даунлодира игра. Што пластично издавачот го формулира како кликс cost per install. Кога ќе се одреди колку чини да се донесе еден играч во играта, потоа се поминува нели на тие следни тестирања да се види колку играта може да генерира. Разликата е секогаш неколку центи за да се утврди дали играта е профитабилна или не. Интересно. И само тогаш се пристапува кон worldwide release и цело време после треба да се бориш како студио за да ARPU-то, average revenue per user, профитот што ги генерира играта, да е повисок од коштањето по инсталација. Зашто цената на носење на еден играч ќе расне со текот на времето. Прво, ја привлекуваш најпасионираната популација, нели? Тие 60 милиони во првата година се најпасионираната популација што ќе дојде да игра играта. И тие ќе коштат многу поевтино зашто од прво гледање на реклама ќе ја симне играта. Тогаш коштањето нели на Да. Cost per install е многу по, но со тек на време ќе расте тој cost per install. И доколку ние не одржуваме и константно апдейтираме тај за овие 2,5 години правиме нов тест на 2-3 недели и апдейтираме со контент или подобрување на одредни работи во играта, тај ќе потоне. Овака го креваме цело време преку тоа ARPU-то за да остане над CPI-от. Колку е животниот век на една таква игра? Порано се мислеше дека животен век на една таква игра е помалку од година време. И тоа е уште најчестиот случај во индустријата. Hyper casual игрите брзо го достигнуваат својот зенит, многу рапидно го достигнуваат својот зенит и многу брзо паѓаат. Но постојат исклучоци како тај веќе 2,5 години живее и мислам дека барем уште толку ќе живее. Интересно. Што е разликата помеѓу само подобра игра, поинтересно е за или полесно да се маркетира, полесно валја трошокот за го инсталира е ефтин повеќе успоредба? Па тука е значи синтезата на тие два аспекти. Колку е добра играта и колку е лесна за маркетирање. Значи играта цело време ќе станува се потешка и потешка за маркетирање и вие ќе привлекувате помалку публика. Но доколку има тука значи еден баланс на почеток кога тргате со играта, пошто многу брзо ја правите и немате доволно податоци да знаете како најдобро да ја монетизирате таа игра. Имате голем волумен на играчи, но играта послабо монетизира. Со тек на време тој волумен на играчи се намалува, но ја доправате и подобрувате играта врз основа на податоци од играчите добиени што продефилиране веќе низ неа, за да монетизацијата ја покачите. И цело време монетизацијата доколку ја држите над коштањето за реклама, играта ќе остане профитабилна и тоа е еден од феномените што се случува на тај. А еден юзер имате таква информација колку просечно седи ја користи апликацијата кога ќе инсталира? Просекот на игра на користење на оваков тип на игри е околу 7 дена. Само 7 дена? Да. Значи вие цело време имате обрт? Цело време. Многу е тешко да се задржи играч. Многу мал процент остануваат дали под 5% би рекол, под 3% би рекол дека останува до 30 ден. Значи баш затоа треба цело време маркетинг кампањи. Апсолутно. И овој тип на игри се базираат буквално на монетизација само од реклами кои што се пласираат во игрите. Што значи дека уствари тука ја би рекол тогаш за вакви hyper casual игри претпоставката ми е дека не можеш без објавувач. Апсолутно не. Мислам и за посериозни игри ја не би препорачал на никој зашто ние немаме тоа е една од причините зашто Furious Avocado стана веднаш успешна приказна. Мислам дека многу рано свативме уште пред да го формираме студиото кога се договаравме да запловиме во овие води, дека да, ние знаеме да правиме одлични игри, ама не знаеме да издаваме игри. И тоа е само илузија, кога ја направиме играта, ќе ја пласираме, ако е добра,
ќе фати. Тоа не се случува. Значи, мора една таква поддршка, експертиза од издавач, зашто ако збориме веќе на проделба на профит, што значи тоа ако ја пласирам играта, имам 100% од профитот, кој што е многу помал од оно што би го генерирал со издавачот за многу помал процент. Скоро да, се слагам. Интересно. А што е тоа, како Crazy Labs тестира и валидира дека ова е хит или не? Па секогаш почнува со еден брз прототип тест, во кој што треба да се одговори, кој треба да одговори на прашањето дали играта е маркетабилна. Значи ние правиме прво една верзија од играта, за 2-3 недели ја развиваме, на која фокусот е што треба да има во овој прототип, за да ние произведеме рекламно видео кое што ќе ја интригира публиката за да ја симне играта. Тој прототип е многу сиромашен со контент, сиромашен со геймплей, многу често може стварите во него да бидат фейк. Само за побрзо да се направи, за да не се губи време. Што времето нас е најбитниот ресурс, така? И од тој прототип се прават видеа кои што се пуштаат во една кампања да се измери колку ќе чини носењето на еден играч. Доколку тоа се движи во некој ранг од 30 центи или помалку, се поминува во следна фаза на тестирање, задоволен е трешхолдот. Тоа е индикаторот прв дека играта може да биде профитабилна. Зошто 30 центи? Па тоа е некој трешхолд што доколку социјалните платформи ти донесат играч кој што е 30 центи, гарантира дека после кога ќе се помине на медиациски реклами нема тоа да скалира премногу и ќе остане во некои рамки на профитабилност. Значи со сите овие податоци што ги имаат паблишерите во изминатите 6-7 години оперирање во овој простор, знаат колку треба да чини еден играч и колку треба да носи еден играч за да играта биде профитабилна. Веќе ги знаат, ги имаат осознаено маргините. 30 е таа граница, од 30 центи е таа граница што е горната граница за да играта биде профитабилна. Тоа нема да биде хит игра, ама ќе биде профитабилна. Аха. А колку носи, ако те кошта 30 центи го донесеш, колку отприлика му носи? Мислам, пак варира тоа, ама просекот индустрискиот стандард знаеш отприлика кога? Па искрено варира и е многу различно од игра до игра, ама ако е 10 центи по играч, тоа е мислам веќе страшна заработка. Да, 10% над 30 центи. 10... Да, ако е 30 центи cost per install, 40 центи ARPU, таа маргината од 10 центи измерува многу голема. Тај на пример во тестирање имаше 5 центи. За да го донесеш cost per install. Да, тоа е онака out of this world бројка. И во тој случај што се случува кога ќе види тако? Значи тоа е индикатор за хит, така? Па да, тоа е веќе индикатор за хит. На пример, овие тестови траат по 3 дена. Нас издавачи... Каде ги пласираат тие реклами, маркетинг уствари кампањи? Tier 1 држави, обично Америка. Тоа е број 1 пазар за профитабилност. А на кои медиуми? TikTok, Facebook, порано Snapchat. Али тоа се главните социјални платформи преку кои прво се тестира како потенцијалот на играта. Вие немате, нели, ако играта уште не е готова, тие реклами каде носат? Носат кој некој прототип кај што они проверуваат дали ќе ги инсталираат? Ние пак носат кон стор, значи ние на сторовите ставаме прототип од играта кој што има не повеќе од 5 нивоа. Кој што задоволува минимални стандарди за да биде објавен. Значи, тоа е лош прототип, не игри. Да, значи не е тоа играта, туку тоа да валидирате дали ќе они ќе го поминат целиот процес на инсталирање. И сега што е интересно исто за Tie-Dye, дека Tie-Dye е еден таков прототип во кој што имаше само едно ниво кое што се повторува, но нудеше креативна слобода да си игра играчот со боите и целото геймплей искуство беше тука. Значи целиот core experience на начинот на кој се витка облеката, на кој се разлева бојата, слободата што ја има нели играчот и резултатот кој што ќе го добие на крај, кој што секогаш ќе биде различен и тоа е еден ревил момент кога се одвиткува облеката па ќе го види крајниот резултат. Мислам дека донесува до една ситуација да еден таков гол прототип веднаш ја задоволи бројката. Вториот тест што го правиме при тестирањето е retention, колку луѓе се враќаат после првиот ден да играат играта. Доколку имате 35% day one retention, тоа е одлична бројка и тогаш се поминува во монетизацијска фаза. Tie-Dye со еден таков гол прототип со едно ниво имаше day one retention од 42%. И тоа беше веќе индикатор дека, мислам, цело време таа игра беше држана под радарот издавачот. Првиот тест го затворивме за 12 дена, за 12 часа, наместо после 72 часа за 12 часа. Зашто тука голем ризик исто е конкуренцијата која не се срами да плагиаризира.
Да, тоа е голема работа во индустрија. Да. И тогаш беше веднаш паника, гасете го во Сабале 7 Сабале добивме пови, гасете го прототипот. Убите ги сторовите да не ја примети конкуренцијата. Беше прилично многу тоа за нас радосна вест. Не се надевавме дека првата игра што ќе имаме потенцијал или можност да издадеме дека одеднаш таков потенцијал ќе има уствари. И почнавме да се спремаме за ретеншн тест, за да сватиме после неколку дена дека со овој тест веќе и ретеншнот го имаме победено. Па одиме веднаш во монетизацијски тест. Па и таму се направија тестови, одлучија на крај буквално последен ден поминат во монетизацијски тест, кој обично знае да трае и по неколку месеци, само последен ден играта беше веќе објавена. Што значи монетизацијски тест, како работи тоа? Тоа е монетизацијски, значи во ретеншн тестот го полираме геймплејот. Целото искуство што ќе го има играчот, прогресијата, начинот на кој се презентираат, нели, или се учи играчот да игра од почеток, пак на кој ќе го водиме понатака и сите тие механизми за подолго задржување на играчот ги имплементираме во ретеншн верзијата. Мериме колку можеме да задржиме играчи после првиот, после третиот и после седмиот ден. Тоа се некои бројки од 35, 20, 10% што сакаме да ги задржиме. Ако ги задоволи тие услови играта, тогаш се поминува монетизацијски тест. Тука во таа верзија веќе ги имплементираме сите реклами и наградни видеа во играта. Наградни видеа типот го заврши нивото, ќе добиеш 100 коини, ама изгледа реклама од 30 секунди, ќе ти го триплираме износот што го добиваш. Или реклами од типот на еве оваа козметика декорација ќе добиеш во играта ако изгледаш рекламно видео. Зашто тие игри многу повеќе, тие видеа кај што играчот своеволно пристапува кој нив, многу подобро монетизираат, поголем профит носат од форсираните интерстишали ние што ги викаме, што се презентираат после крајот на нивото, па можеш да го прекинеш после 5 секунди и слично. Се прави еден таков монетизацијски тест за да се измери сега колку може профит да генерира играта, дали тој профит е поголем од инсталацијата, коштањето на инсталација за играта, и да измериме исто колкав процент на играчи губиме заради тоа. Зашто да не се лажеме, таков тип на реклами, особено овие реклами мора да бидат многу агресивни во hyper casual игра за таа игра да монетизира, ја иритираат публиката и добар дел тогаш од публиката се губи, добар дел од ретеншнот го губиме, но се е на крај во баланс на профитабилност, нели? Кои се сите типови на монетизација во ваква игра? Значи, ова е примарниот тип на монетизација во hyper casual игра. Многу ретко може да видите во нив исто in-app purchases, како неколку долари се плаќаат за да не се пласираат реклами, или месечна претплата за да сите фичери на играта од сам старт се отклучат. Овие вторите два модели се малце по-нестандардни, но полека, например, исто индустријата мигрира сега кон хибриден модел на монетизација, како што расте коштањето на реклами со текот на времето. Така да одредени игри заплавуваат малку во хибридни води, кај што геймплејот е hyper casual, ама монетизацијата излегува од стандардното рекламирање само преку реклами, па се пласираат одреден број на нели и на purchases кои што додаваат одредени аспекти на играта или отклучуваат. Интересно. Спомна конкуренти цело време прават market research, копија, плагијати. Колку е тоа ризик кога излегуваш на маркет со тебе потенцијален хит? Огромен ризик. Огромен ризик. Прво, мислам дека сите издавачи во овој дел од индустријата не се плашат, не се срамат еден друг да се шпионираат. И неретко имаме видено истата игра да излезе, или скоро истата игра да излезе од два издавачи. Што значи, еден издавач имал одличен резултат со реклама, другиот издавач ја фатил рекламата, истата таа реклама ја пласирал на тестирање преку социјални мрежи, ги добил резултатите, видел дека е огромен потенцијал и тогаш изнајмуваат, наоѓаат студио што брзо може тоа да го реализира. Колку брзо може да направи копија од Tie-Dye, например? Па сега, Tie-Dye беше технолошки многу брзо развиена од нас со... Што технологија користите? Unity. Да. Во принцип, решенијата кои што беа направени од аспект на физика, разлевање на бои
и начинот на кој се обојува облеката во tie-dye беше многу софистициран, така да нашите инженери многу брзо направија многу квалитетен модел кој што беше многу тежок за реплицирање и дури не видовме ни подоцна да се појави реален плагиат на tie-dye кој што може да го постигне тоа. Значи тука со оглед на квалитетот продукцијски што го имавме, мислам дека се одбранивме од нешто такво. Ама ако збориме за стандарден тип на игра, Runner, например, кој што е многу лесно да се продуцира, мислам дека за помалку 10 дена може студио да го исплагиаризира тоа. Зашто мораме да имаме во обзир дека сите студија кои што работат во hyper casual средината прототипираат многу различни типови на игри. Така да многу лесно нека ќе се погоди ако ви имате добар тест за Runner, некој студио веќе да има работено друг тип на Runner, па многу лесно сега тој прототип ќе го адаптира на ова што вие го имате во вашата игра. Во тој случај се што ова го кажуваш, колку е уствари битно да имаш ти креативно оригинална идеја наспрема таа маркетинг формула за пласирање на игра во индустријава? Па сепак е многу битно. Ако збориме од аспект на тоа да се дојде до хит игра. Зашто ако влезете во плагиаризирање на веќе етаблирани игри кои што во моментот имаат многу даунлоуди или генерираат голем профит, тогаш вие влегувате во трка со некој кој што веќе го има заземено тој дел од пазарот. Видејата што вие ќе ги тестирате за таа игра под било каква формула, дури да ги плагиаризирате, нема да ја постигнат маркетабилност и нема да ви дадат добри резултати, зашто издавачот кој што веќе ја издава хит играта која е на пазарот, бомбардира со такви видеа. Тогаш вие ќе добиете на тестот лоши резултати. Едноставно тогаш не ви се исплати да го трошите времето, туку треба да најдете нешто што е дел од пазарот или тема, тренд, кој што ви озможува одредена форма на уникатност. Зашто пак, hyper casual игрите допираат до широка публика која не може ни да во голем дел да ја дефинирате као геймери. Не е тоа публика што ќе даде шанса на играта за да види дали Call of Duty е подобра од Battlefield. Не, нема тука шансата ви е 1 минута. Рекламните видеа, кога почнавме ние... Што е демографијата за овие... Што е можно поширок? Нема дефинирана демографија. Не се само деца, нешто мали... Апсолутно не. Апсолутно не. Значи, tie-dye, ако би можел да речем дека е малку поблиска до женската публика, зашто нели креација на облека, модно изразување, тоа може да го дефинираме како демографија, ама другото се... На возраст? Не, апсолутно не. Буквално, ние во нашите игри се трудиме, игрите да ги направиме, кога ги работиме визуелно, да не изгледаат детски, за да не одбиеме и постарата публика. Че ние имаме добиено многу коментари, ако ги следиме посторовите од постара публика, која сака да игра tie-dye заради ASMR моментот. Да, мозок на пасање. Да. Добро. Зошто фирма како Crazy Labs соработува со вас и да дае 30% од заработката? Зашто нема in-house инженери кои они го прават тоа што вие го правите? Така. Сите паблишери или поголемиот дел од паблишери имаат in-house продукција. Согласно и Crazy Labs, согласно тоа имаат своја in-house продукција и развиваат внатрешно нели прототипи и игри кои што ги издаваат, имаат многу големи хитови на пазар, дури во сферата на casual игрите. Ама секој паблишер се обидува да секој издавач се обидува да фати што е многу можно поголем дел од пазарот. Постојат многу студија како Furious Avocado кои што можеби на почетокот не оперирале во hyper casual средина, туку биле во casual води, можеби midcore, кои издавачите сега се обидува да ги привлечат за да соработуваат со нив, едноставно за да го зголемат волуменот на прототипи што можат да ги објават на годишно ниво. Да, ќе одделат они дел од профитот за да оди кај студиото која развива играта, ама пак они преку тоа генерираат екстра профит за себе. И моментално во последните неколку години буквално се води битка помеѓу издавачите, што е само во корист на студијата како Furious Avocado, за да ве привлечат. И почнува да нудат подобри услови за соработка. Особено ако сте етаблирано студио како Furious Avocado, тогаш позицијата за преговарање на соработка со нов издавач или репреговарање на условите со издавачот со кој што традиционално работите се
многу подруги. Стартната позиција е друга. Што се случува со интелектуалната сопственост? Тоа зависи од издавач до издавач како го третираат. Некои издавачи бараат интелектуалната сопственост да биде нивна. Со некои издавачи се постигнува договор за поделена интелектуална сопственост, кај што кодот и графиката остануваат исто на располагање на студиото да ги користи, но може да ги користи и издавачот. Некои издавачи тотално не се замараат со тоа. Интелектуалната сопственост останува во рацете на студиото. А има ситуации каде што кога доаѓа до плагиација и копирање, таа интелектуална сопственост се доаѓа до тужење? Па тука веќе издавачот си презема легални механизми и има такви случаи. Издавачот презема легални механизми и цело време кон одредени клонови или апликации кои што лажат дека се вашата игра кои што се појавуваат на сторовите, да ги елиминира цело време за да остане тој простор чист. Значи до кој ниво друг девелопер може да ги копира механиките или не знам естетиката на вашата игра пред да стане плагиат и да ги тужиш? Па скоро 90% би рекол. Може би и повеќе тоа. Знаете зашто? Зашто интелектуалната сопственост многу лесно се докажува на ниво на код. Ама ако тие го немат исплагиаризирано нашиот код, тогаш многу тешко е да докажеш, мислам, не постои интелектуална сопственост на гейм дизајн. Така да тоа е тоа, така функционира оваа сфера. Брутално. Значи, дори нешто уникатно како портал, ако некој извади портал, се вика, не знам, некој друго име за портал, Two Holes, тогаш не може да ги тужиш за таков? Збориме за hyper casual сферата, кај што малку е помала диференцијација. Да. Доколку збориме за PC игри или конзоли, мислам дека самиот издавач како Steam нема да дозволи таа или ќе елиминира сопственикот на платформата на продавницата ќе елиминира таа игра од својата платформа. Посебно затоа што портал е на Valve. Без разлика. Да. Добро. Значи сева што ми кажуваш и јас што имам гледано, ова е екстремно компетитивна и сатурирана индустрија. Во последниве години и пресатурирана. Да. Значи буквално некои индустријски репорти што ги гледавме пред не повеќе од месец дена и статистики, во 2022 година се тестирани едно 15 пати повеќе прототипи од 2021. Тука збориме нешто, не знам, милиони и пол спрема 18 милиони прототипи кои што се тука. Ама консолидирано ова се на неколку паблишери. Па и бројот на паблишери со тек на години порасна многу. Мислам дека паблишери кои што пред 6-7 години почнаа први, кои што го создаа овој пазар на hyper casual игри, тогаш не постоја hyper casual игри, како Voodoo и Ketchup, две француски компании, ете почнаа два паблишери. Кога тргнавме ние со Crazy Labs, мислам дека не постоја повеќе од 15, сега се над 40. И има ли ти би предложил на сите да идат со паблишинг опции или им предложил пробај self-publishing? На никого не би му предложил self-publishing, зашто не верувам дека никој од особено кога тргнува. Пази, ние тргнавме како студио составено од 6 основачи кои се повеќе од 6-7 години во индустријата, работеле на сериозни проекти. Ама никој од нас нема маркетиншка експертиза, нити маркетиншка моќ за да се впушти во нешто такво, дури да имаш експертизата. Така да најдобриот пат спрема мене е работи го на што го знаеш најдобро, фокусирај се на тоа, правите игри, направете го тоа најдобро, а издавачот е тука да ви помогне за да ја пласирате таа игра. Без разлика дали едно студио од кај нас би почнало на hyper casual игри, дали воопшто на мобилни игри или PlayStation или PC, мислам дека е ова патот по кој треба да се поиде. Понатака од како ќе се етаблирате и ќе создадете финансиска сигурност и стабилност, долгорочност, може да почнете да размислувате за тоа. Ама тоа е, мислам дека многу подоцна во животниот век на едно студио. Треба да дојде. Интересно. Јас имам пријател од Финки, исто колега, што он не е ни студио, ништо на своје време, докога беше студент, уствари ја објави играта. Беше исто casual игра, не знам баш дали би не знам како се квалификува, дали casual или hyper casual. Challenge your friends to player games. И
баш на тоа SEO мислам органски многу пораснал, има над 10 милиони downloads апликацијата. И уште мислам дека сега последно кога зборав пред некоја недела со него, сега му е најпопуларно него што дикат му била. И ме интересира што мислиш ти на пример за таква ситуација каде што на тој начин органски да пласираш без он рече дека нема ништо, значи скроз друг начин на пласирање му него. Него му органски го нашол тој keyword, он самиот рече дека многу рано бил на тој keyword two player games. Сега е доста и сатурирано и тоа. Може би заради тоа сега дали он ако исто да го направил може нема му успе. Мислиш дека така има опција? Мислам сега пак сваркам нисто прашање, ти викаш не, ама ме интересира твоето мислење за така. Да, мислам секоја чесно успехот, тоа е феноменален успех, особено органски да се стигне до таква бројка, но мислам дека тука збориме сега повеќе за исклучок од правилото. Значи исклучок е тоа, според тебе. Тоа е исклучок. Многу е потежок тој пат да се стигне до такво нешто. Значи сепак ти ако би дефинирал формула, бидел као фокусирај се на game development и направи партнерство со паблишер. Да. Кој е патот да стигнеш до партнерство со паблишер? Само cold email? Да, апсолутно да. Мислам дека паблишери, како што велам, сите се борат за да се работуваат со поголем број на студија. Така да многу се лесни сите за контактирање, многу брзо ќе ви вратат назад. Ќе се оствари конференцијски состанок, кај што ќе ви ги објаснат условите и она што очекуваат од вас. И све зависи сега тука и од нивната проценка, нели, на вас и вашите способности. Ама мислам дека лесно може да се дојде до почеток на соработка, зашто и за паблишерот тој почеток на соработка не е никаква инвестиција. Знаете, ќе проба да соработуваат со вас. Ако не се задоволни со соработката, ќе раскинат и тоа е тоа. Ама има многу врати на кои што може да се чупне. Еве за некој што така тоа да го прави, може да им кажеш за да не бидат искористени од некое студио, што е нешто што е неприфатлив договор, што може би им подметнат, што треба се надеваат, каква соработка? Така, па најбитен е процентот на поделба на профит. Треба да се борат за што поголема поделба на профитот. Тоа е тоа. Мислам 30% како студио дури кога почнувавме не би влегле во таква поделба на профит. 40% е веќе нешто што е мислам прифатливо и реално 50% е многу тешко да се дојде до таква бројка, освен ако не сте звезда студија. Ако немате портфолио, да. А што очекуваат, нели маркетинг кампањи, помош, нешто при валидирање, по тестирање? Па во принцип не верувам дека студијата, издавачите се разликуваат многу во однос на тоа како ги тестираат игрите. Сега може да збориме за нијанси. Интересно. Етаблиран е процес и сите гледат едни од други, се трансформира од време на време индустријата. Еден издавач ќе почне со некој нов тип на тестирање или на пример еве како Crazy Labs со Tie-Dye тргна еден од првите издавачи кои што тргна на тестирање преку TikTok. Претходно беше непозната како платформа, сега е дури доминантна. TikTok за да се валидира овако монетизацијскиот потенцијал, но други нешто што нам ни беа битни е што може надвор од она што го немаме ние како продукцијски капацитет да го покрие издавачот. За нас беше многу битно QA процесот да биде покрие од нивна страна и процесот на саунд дизајн. Зашто ние како студио немаме саунд дизајнер и немаме QA тим. Тебе поврза со некој друг или in-house имаат тоа? Crazy Labs конкретно имаат in-house. Сега има и студија како Voodoo, еве најголемиот издавач кој што не го покрива тој дел. Во соработката со Voodoo ние го аутсорсавме сами во тој дел. Ама тука збориме веќе е момент кога Furious Avocado има финансиска моќ да го издржи тоа. Ама моментот кога немавме, мислам дека она што ни го понуди Crazy Labs со тој аспект беше многу витално така. Претходно нешто интересно спомна дека многу диференцијација помеѓу паблишери нема. Тоа сакаш да кажеш дека јас ако отидам со најдобриот паблишер, да речеме Voodoo или Crazy Labs да соработувам врз наспрема некој што почнал пред година две паблишер, ќе нема многу голема разлика? Па зависи. Во принципи оној што почнал пред година две, кога почнал тој паблишер да оперира во овие води не се впушта туку така. Значи сепак носи со себе тим, одредена експертиза, можеби на други полина, но секако тим кој што го има привлечено од други места, кој што го знае и го разбира овој тип на пазар.
Знам и Crazy Labs се едни од поновите играчи во издаваштво на Hyper Casual игри, па се имаат наметната тука. А во моментот ние кога почнавме да се работуваме со Crazy Labs не беа еден од најголемите издавачи. За да се етаблираат као трет најголем издавач во светот, многу голем удел покрај неколку други игри во 2020 имаше и Tie-Dye. Но која е разликата што може да ја добиете од помал versus поголем издавач? Многу повеќе внимание и многу повеќе грижа за продуктите на кои работите, за да дојдат и они нели до хит. Тоа се случи и со Tie-Dye. Впрочем. Инаку, кога велам нема разлика многу меѓу издавачите, мислам највеќе во оној сегмент во начинот и процесот на тестирање. Зашто индустријава веќе со тек на години има изградено еден процес на тестирање и сите го користат тој модел, помалку или повеќе. Формулирано е доста од процесот. На каде оди индустријава сега, што сега ми делува формулирано и некако изгубено индивидуализмот и можеби креативноста стана на втора страна, иако викаш дека доста е битно да иновираш. Апсолутно мислам дека не е изгубена креативноста, буквално индустријата се движи во таа насока. Цело време се иновира. Например, ако една игра издадена пред 2 години се обидете сега да ја издадете, не да живи играта која има веќе фатено, нели, како Tie-Dye бран еден, таа ќе плови на тој бран. Ама ако се обидете сега да издадете Tie-Dye, ќе биде многу потешко. Дори можеби нереално. Зашто оваа индустрија цело време се препронаоѓа себе си и иновацијата е многу голем сегмент. Во 2022 оваа индустрија имаше доста голем пат. Зошто? Прво е сатурацијата тука на пазарот, второ е економската криза. Економската криза ги намали маргините и за реклама, односно голем број на големи компании се повлекоа од рекламирање или го намалија волуминот на рекламирањето преку социјални мрежи и медијациски платформи. Тоа веднаш го спушта профитот кој што, нели, парите кои што влегуваат, односно профитот кој што се генерира од рекламите кои што се прикажуваат во вашите игри, Hyper Casual игрите, паѓа. Но со самото тоа и растењето на волуменот на прототипи кои што се тестираат доведе до пораст на CPI, односно коштање по инсталација за една игра. Тогаш индустријата почна полека сега да мигрира кон тој хибриден модел што го нарекуваат, кај што свати дека окей, не може да оперираме со cost per install од 30 центи, ќе расте тоа, ќе расте и према долар, тогаш мораме да најдеме метод како може да го победиме пак CPI-от. Така да се оди сега кон малку по сериозни игри, затоа ги викат hybrid casual, кои што се некаде помеѓу Hyper Casual и casual игри, кои што оперираат примарно не со маркетабилност, туку со комплексност, длабина и задржување на играчот на подолг период во играта. Сваќаат сега паблишерите дека ако направиме модел кај што ќе се фокусираме на тоа како да им понудиме поинтересни игри на играчите, кај што играчот ќе го држиме подолго во игра, ние ќе најдеме начин пак како да го монетизираме тоа и да го победиме тој нов CPI од над $0.50 или $1. Значи, како резултат на зголемување на CPI-от, они сега сакаат да ја зголемат вредноста што еден корисник ја носи. Да. Така што ствари ќе направат подолго да седи во играта. Да. Океј. Други некои трендови од аспект на можеби механизми на игра, геймплей, имаш приметено на каде на индустрија или? Па оди кон, пак би рекол, малку поголема комплексност на механики, поголемо доближување кон core игри или casual игри, но пак основата мора да остане Hyper Casual, зашто во секој случај се борите играта да биде достапна кон што поширока публика. Секој поголемо комплицирање и јако би носило подобар квалитет на играта, подобар геймплей, ќе отурне еден добар дел од неиграчката популација, да кажам, која ја носите во игрите. Така да деликатен баланс. Деликатен баланс е, знаете како, ние кога развиваме игра, можеби од прва немаме одговор на тоа прашање. Не често се наоѓаме ние во еден процес на итерирање и реитерирање и ретестирање на играта за да добиеме одговори преку паралелни A/B тестови што функционира подобро во таа игра. Колку прототипи правите за да лансирате на игра? Кога тргнавме со
функционирање на студиото од 2020, просекот беше од 15 прототипи, просекот, ќе објавите една игра. За наша среќа тајдај беше само третиот прототип, што го направивме и стигнавме до мегахит. Сега мислам дека е качено заради сатурицијата на пазарот на некои си 25 прототипи до објавена игра. 25. Да. А еден прототип колку време треба да се развие? Најмалиот период, најкраткиот период на развијање на еден прототип е 2 до 3 недели. Тогаш ќе се убие тој прототип доколку покажува лоши резултати. Имате прототип кој што покажува потенцијал дека може да се, например, ако е, оперираме со 30 центи трешхолд за задоволителен монетизацијски тест, ако прототипот има CPI од 50 центи и имаме идеја како можеме да го испивотираме и итерираме на него, да создадеме друг тип на реклами кој што може да допре до публиката или одредена реклама од тие што сме ги isproducirале 5-6, гледаме дека перформира подобро од другите, па ќе се обидеме таа насока на тестирање да ја продлабочиме и да создадеме повеќе реклами од тој тип, за да го пробиеме тој трешхолд, може да се развлече и преку итерации на месец и пол, 2, зависи. Значи тука е неопходно, мислам, дека и паралелно тестирање повеќе прототипи, така или? Апсолутно да. Да. Со поголем број на прототипи и паралелна изработка на повеќе прототипи си ја зголемувате шансата. Затоа што 3 недели просек, 25, тоа значи дека 2 години една игра ќе се лансира, ако е секвенцијално. Па нашиот просек до сега како Furious Avocado е една игра годишно. Интересно. Ако ги гледаш игрите, самиот development time на играта не е година дена, ама бидејќи треба да го се валидира се ова. Па да, од друга страна, например, ако дојде до игра која што има потенцијал и стигне до по-далечна фаза, ние има игри кои што стигнале до retention тест, па запреле таму, или игри кои што стигнале до ARPU тест, па запреле таму, дури игри кои што го поминале и ARPU тестот и кога дошол моментот да се скалира тоа на огромен волумен на играчи, покажале дека не може да бидат профитабилни. Така да, некогаш ќе потрошиме и многу повеќе време на една игра од месец-два, за да во одреден момент пак сватиме дека тука треба да застанеме и да почнеме со нешто ново. Но една игра што оди до крај исто, како тајдај или Candlecraft, се игри кои што на подол рок тогаш ние мораме да бидеме и на нив посветени, што го намалуваат волуменот на прототипирање на нови идеи. Зашто тајдај, како што реков, перпетуално е во развој и се подобрува. Candlecraft перпетуално е во развој и се подобрува. Значи тоа се игри кои што ни одзимаат. Што можеш на такви hyper casual игри да константно да подобруваш? Се. Буквално од опции креативни што ги нудиме во играта до самиот, да кажеме, геймплей многу често го реитерираме и се обидуваме. Некогаш најмалите промени што нема на крајот памет да ви текне дека може да го ефектираат крајниот исход кој што ќе се рефлектира на продуктот, да кажеме, ќе го афектираат. Значи имавме игра која што од моментот кога ќе ви се, да кажеме, покаже крајниот резултат што го имате креирано во нивото, нели ви се појавува дугме кој што веќе вели продолжувам понатака, continue. Тука имавме еден интервал од 2,5 секунди. Кога тој интервал во следен тест дури ви се појави дугмето, го намаливме на само пола секунда, ние имавме огромен скок на минливост во сите нивоа и самиот retention се качи многу. Значи многу често тестираме и нови механики, во тајдај на пример додадовме неодамна механика кај што боите што треба да ги искористите, едноставно преку UI елемент, кога ќе искористите една од тие бои, ви се чекира дека е искористена. Тоа го зголеми профитот на играта за 5%. Значи минимални оптимизацијски работи. Некогаш можеби развојот на една нова верзија и нов тест на играта нема да биде толку да кажеме робустен во поглед на време или девелопмент, но сепак тој тест кога ќе го пуштите мора да помине недела или две во прибирање на податоци за да утврдите кој од тие 5-6 нови групи кои што ги тестирате тука ви го подобруваат профитот. Интересно. Многу често тестот нема да биде добар, нема ќе покаже полоши резултати, а со тај да имаме таа среќа да скоро секој тест ја верувам дека 80% од тестовите го подобруваат профитот на играта. А тука малце би сакал да знам интересно прашање. Ако самиот животен век на корисникот е 7 дена, дали се исплати воопшто да се
трошат ресурси на да се итерира иницијалната верзија на играта, ако едноставно само да го потрошиш, зашто ти истите корисници оригиналните не се враќаат да го видат подобрувањето на играта, така? Туку ова е технички нов корисник кој што сакам да кажа потешко го добиеш, Да. и уствари го правиш подобар продукт за него, за да остане пак до некој просек 7 дена. Ако воопшто не итерираш таква на игра, како тоа на економијата ќе влие? Мислам, Па едноставно ќе остане, значи, заработката по корисник на тоа ниво на кое е почнала играта. Со тек на време cost per install ќе се качи, играта ќе стане непрофитабилна. Значи, уствари вие го бркате тоа кревањето на cost per install, Апсолутно. за да уште остане профитабилна. Значи, да. Заради оваа сатурација, да не беше оваква ситуацијата на индустријата и cost per install да стоеше како во 2020, а ние цело време да го подобрувавме профитот од секој нов донесен корисник, ќе имавме многу попрофитабилна игра. Мислам, не само нашата, тоа се однесува на било која игра во оваа индустрија, но ние сме ставени во една позиција да цело време се бориме против качувањето на cost per install, за да останеме на тоа и да ја одржиме играта како профитабилна. Тоа е една перпетуална борба. Интересно. Значи, всушност вие правите подобра игра, по-профитабилна игра, ама не го гледате добитокот, за да останеме на статус кво, да. Да. Океј. Значи, уствари го продолжувате животниот век на играта со тоа. Да. Добро. Вие сте геймери, претпоставувам. Хардкор геймери. Хардкор геймери, не hyper casual геймери. Да. Како тоа влие, нели, претпоставувам повеќето би сакале да развивате по-хардкор игри или игри што вие би ги играле, моментално игрите што ги дизајнирате не се за вас. Тоа влие некако на, не знам, на, да речем, психа, output, правиш 15 прототипи, не работат, а друго е да седиш пасивно, со пасија да градиш 2 години игра, некој што за тебе. Може би бизнисот не е добар за таков девелопмент студио, ама чисто ме интересира твоето мислење за се тоа. Да. Па тука е, знаеш, во мајндсетот на нашето студио и она што го поставивме како наша цел, уште пред да го формираме студиото. Значи тука беа два аспекти многу битни. Дека она што го правиме не е за нас и дека приступуваме од бизнис аспект. Предизвиците кои ќе го најдеме. Ја воопшто hyper casual игрите како предизвик за изработка не ги поценувам. Зашто се од еден аспект многу по, да кажам, специфични од една casual игра или midcore игра или PC игра. Многу се агилни многу треба да биде студиото и тимот агилен во ниво на изработка. Некогаш нештата може да се сменат од недела во недела и мора да изреагирате на тоа. Значи, она што нас тука не исполнува е предизвикот. Да, некогаш може ќе работите и многу долг период на една hyper casual игра, долг период за hyper casual игра би рекол. И таа игра нема да го види светлото на денот. Но тоа за нас не е нешто што е поразително. Зашто прво знаеме во каква индустрија се впуштивме, колку е брутална таа индустрија. И второто е што мајндсетот со кој пристапуваме на сите нешта е high engagement, low attachment. Да, ние ќе бидеме нај-engaged и најпосветени, дури изработуваме нешто, но нема емотивно да се поврзаме со тој продукт. Тоа е многу голема почетничка грешка што се прави. На среќа дојдовме со одредено искуство. Го започнавме Furious Avocado и знаеме дека претходно сме доживеале проекти на кои што сме работеле дури подолг период кои што биле убиени, знаеме во каква средина оперираме и воопшто немаме проблем со такво нешто. Спомна неколку пати midcore. Прво, што значи midcore? Па midcore игри се, ако хардкор дефинираме PC игри или конзолни игри, World of Warcraft, League of Legends, Dota, тоа се хардкор игри кои што бараат голема временска инвестиција и многу скил за да ги играш. Midcore игрите се највисокото ниво на комплексни игри на мобилни телефони. Например, Midcore игра е Clash Royale, Midcore игра е Brawl Stars. Така. Едно ниво подоле се casual игрите. Тука се match 3 игрите као Candy Crush. Saga, сите други match 3 игри, Homescapes и слични игри. Едно ниво подоле е hyper casual, сега hybrid casual се турка некаде во средина, во таа се покомплексна и покомплексна сегментизација. Ти имаше спомнато пред некое време, дека имаше даваш интервју пред 2 години дека ќе сака да работи на midcore игри.
Тоа Да. се случува или го напуштите тој проект? Не, апсолутно не. Значи, Furious Avocado, кога го основавме, имавме идеја да тргнеме во една од две насоки. Едната беше hyper casual, другата беше casual. Не midcore, не би рекол midcore. Тој проект кој што сакавме тогаш да го работиме, ајде да кажеме дека е некаде помеѓу midcore и casual, ама ајде да го дефинираме како casual, да не влагаме во нели таа хипер сегментизација. Од тогаш ценевме дека hyper casual е многу подобар за етаблирање на студиото, градење на тим, растење на тимот, зашто луѓето што доаѓаат имат прилика да работат на многу проекти и едноставно многу полесно се вклопуваат во тимот, но и многу нови работи можеме да ги испробаме и да експериментираме. Разни технолошки приступи, разни артистички приступи, разни приступи од гейм дизајн аспект. И тоа се покаже како тотален успех. Идејата после за Midcore Studio, јако беше активна за casual игра, јако беше активна и присутна цело време, дури кога почнавме со Tie-Dye, кога видовме Tie-Dye колку експлодираше, ја напуштивме на одреден период, се фокусиравме само на hyper casual, но со текот на години растењето на студиото веќе активно некое време работиме на casual игра. Освен таа casual игра, паралелно колку проекти работите моментално? Има такво нешто или? Па еве, Tie-Dye и Candlecraft се во перманентно, да кажам, во перманентна продукција и во паралела работиме на 2 до 3 прототипи. Постојано е тоа циклус. Постојано, да. Добро. За некој што сака да влезе во game development кај нас, може да ти срташ на кратко како да го направи тоа? Еве да сега некој што е факултет, финки студира или може и уште пред факултетно средно, има прво патишесција преку академија, треба да иде да се вработи, каде треба да се вработи, што треба да направи? Па за жал тука почнувањето во оваа индустрија кај нас е малку покомплицирано. Нема многу опции. Тоа беше и главен предизвик и јас кога се впуштив во овие води. Многу, значи, освен Crazy Labs како поголем издавач студио кој што е присутен тука, Furious Avocado кој што полека расте, Dark One кој што се присутни тука сите овие години, Камај Медија во Битола и мислам дека уште неколку помали студија кои што ги испуштам сега или ги заборавам. Не постојат многу големи опции како да се тргне по овој кариерен пат. И тоа е најголемиот проблем, верувам, со кој што се среќаваат сите млади талентирани дечки тука. Една од најдобрите опции е веројатно обид за тргање во едни hyper casual води доколку се состави некаков мал тим. Зашто верувам дека тука ќе се испече најголемо искуство, ќе се пробаат многу работи, ќе се осознаат нештата како функционираат во индустријата, но сепак, мислам дека е доста комплицирано. Значи, да бараат или да почнат сами independently нешто, а како да што треба да научат, кои способности им требаат за да лансираат оваква игра? Unity е секако, нели, девелопери кои што работат на Unity е нешто што е задолжително. Зашто сите паблишери со кои ќе почнете со работка очекуваат да работите во Unity. Мислам и дека е најпристапна платформа за развој на игри. Unreal не е се користен за мобилни, така? Толку многу? Барем не за hyper casual. Не за hyper casual секако не и помалку за мобил, ама мислам дека и Unreal од аспект на впуштање во него како развојна платформа дека е многу потешко од Unity. Мислам дека Unity со тек на сите овие години или децении веќе има огромно комјунити, огромна датабаза и многу лесно може да се пристапи до ресурси кои ќе ви помогнат во развојот, нели во учењето на самата платформа. И тоа е првото нешто, без тоа не може. Апсолутно треба некој кој што знае нели да се бави со графика и развој на графика. За гейм дизајн веќе не би ни влагал во таа тема, зашто е нешто што ќе почне интуитивно, па некако ќе треба да се надградува тоа. Ама тоа се веќе, знаеш, тоа се веќе проблеми за кои што ги гледам како големи за студија кои што доваѓаат или допрва треба да дојдат дечки, кои што треба да го работат тоа, кои што треба да почнат со ентузијазам, ама нема потенцијал за комплетно оформени тимови. Значи кај нас нема на страна од програми што ги гледаме по овие брзи курсеви,
нема реална програма за учење на вистински гейм дизајн. Нема реални програми за учење на развој на дигитална графика која би била подредена на оваа индустрија. Освен на развој на професионалци кои доаѓаат од девелопмент, од сферата на програмирање, кај нас не постои реален начин за едукација на ниедно друго поле. Што прави проблем за луѓе што доаѓаат, прави огромен проблем за студијата како нас, за пронаоѓање на нов и квалификуван кадар, што може веднаш да се вметне во продукција. Да, интересно. Практикат не може ви да земете, многу е долго процесот да го обучите за да користите или? Зависи, мислам, ќе дојде моментот кој ќе мора тоа да почнеме да го правиме. Но со оглед на тоа дека ние сме младо студио со мал број на, со мал тим, пак 15 луѓе не може да се нарече дека е некој голем тим. И со луѓе кои што претходно не доаѓаат од менаџерска сфера, тоа е малку потешко. Ќе дојде момент кога тоа ќе мора да се прави. Но многу е полесно кога би имале програма и образовна програма и образовна патека за не само за нас како Furious Avocado, за кревање на целата индустрија во држава, која што е, мислам, многу загражлавена ако погледнеме само малку пошироко од нас во регионот. Да. Интересно, немам размислено за тоа дека вие како не фативме твоето патешествие како беше за дојдеш до овде, како и на твоите кофаундери, вие како се обучивте? Па ние едноставно го имаме изградено тоа искуство и познавање, разбирање на индустријата и искуството за развој на игри преку компаниите низ кои имаме оперирано претходно. За среќа на дел од нас тука беше присутен неколку години Nordeus, тука беше Crazy Labs, тука беше Napnog. Значи поголемиот дел од нас имаме работено низ тие компании за да го поминеме тоа искуство, но исто ако се навратам на личното искуство, започнувањето на кариера на гейм дизајнер беше многу тешко, зашто ја доаѓам од една друга сфера, од филмска академија, па предстоеше еден процес од повеќе годишна самоедукација за да се дојде до можност, зашто вие може да имате пасијата, може да имате креативност и разбирањето на нештото што сака да ги правите, но сето тоа треба пак да биде ставено во некои формални и професионални рамки за да може да го правите како што се треба да се прави. За да ставне, тоа биде ефикасно. Се слагам. Кул, интересно. Навелико онака, имаш ли некој ти, кажи, да не кажам, predictions, англицизми, предпоставки на каде ќе оди гейминг индустријата, општо и од аспект на бизнис, медиум како интерфейс, мобилни телефони, предпоставам, мислиш дека ќе излезе некој нов медиум? Што е уствари најголемата промена што мислиш дека ќе се случи во гейминг индустријата за 5-10 години? Не знам, многу е тешко да се предпостави. Мислам дека има многу непознати фактори кои што влијаат на гейм индустријата цело време. Например, кој можеше да ја предвиди короната пред 2 години, која беше одскочна даска за не одскочна даска, лош збор, ама која што беше многу голем фактор за растот на индустријата во 2020 година. Имаме епидемија, пандемија, која што ги затвора луѓето дома и тога што правиш? Гледаш Netflix или играш игри? Или кој може да предвиди економска криза пред година време која што ќе спушти индустријата надоле? Така да не знам, мислам, гледаме многу експериментирање во VR-от, VR-от се мачи цело време да се наметне. Зборам за high level веќе сегментот на индустријата. Дали тоа ќе донесе некои промени, не знам. Мислам, пак индустријава пред колку деценија и нешто, мислам, беше само лимитирана на конзоли и PC, затоа со доаѓањето на мобилните телефони, на секого во рака му се стави уред преку кој што може да се конвертира тој човек во играч. И мислам дека тоа беше една од најголемите причини за растот на оваа индустрија. Каде ќе оди, не би можел да предвидам. Океј, добро. Јас толку имам прашања, имаш ти нешто као завршна мисла да даеш на гледачите? Типс, трикс? Па не знам, покривме се. Покривме се? Добро. Тоа што е тоа, фала многу за што ни ми дојде на гости, што направивме овој, па се гледаме нареден пат. Фала ти на тебе.